Околу 370 домашни компании кои имаат 80 милиони евра извоз во Европската Унија ќе бидат на удар од воведувањето на таксата која ќе треба да и се плаќа на Унијата, затоа што во Македонија најголемиот дел од електричната енергија се произведува од јаглен. Така наречената такса за CO2 ќе ги оптовари сите извозни производи кои се поврзани со челичната, алуминиумската, цементната, за ѓубриво и за водород индустрија. Ова значи дека од почетокот на наредната година фирмите кои имаат извозни производи поврзани со овие 5 сектори ќе плаќаат по висока цена за електричната енергија, бидејќи ќе мора да ја платат таксата за испуштање на јаглерод диоксид во атмосферата при производство на струјата. Ако за одреден производ треба да се искористи електрична енергија, за чие производство се испушта 1 тон CO2, според сегашните цени, ќе треба да се платат дополнителни 80 евра за ова загадување. Примената на овие нови правила кои сериозно ќе влијаат на извозот, засега оставаат простор за нејасноти и во самата влада. Во овој момент, ако се спроведат правилата на Европската Унија, бидејќи немаме независно тело кое ќе потврди колку од електричната енергија во Македонија се произведува од обновливи извори, ќе се пресметува дека таа е 100% од извори кои загадуваат и ќе се плаќа целата такса. Од владата пак се надеваат дека ќе се прифати нивниот податок дека дел е од обновливи извори, а дел од загадувачи, па компаниите да го плаќаат само процентот кој не е од обновливи извори. Енергијата што се употребува за производство не може да знаеме од кого е, бидејќи тоа е нели микс. Следната недела во понеделник доаѓа господинот Лорковски, кој е претседател на енергетската заедница. Имаме состанок баш на оваа тема со детали. Меѓутоа во нашите последни разговори ни беше укажано дека ќе се земе миксот на Македонија како држава. Тоа значи дека ние минатата година 40% имаме од обновливи и дека ќе биде тој микс. Значи нема да се гледа поединочно, туку ќе се гледа државата како една целина. Ова пак значи дека дел од компаниите кои веќе инвестираа во обновливи извори или набавуваат електрична енергија или други енергенси кои немаат загадувачка компонента, сепак ќе ја плаќаат таксата. Божиновска пак вели дека како влада направиле се за да ги применат правилата и да му олеснат на бизнисот. Од Стопанската комора сметаат дека е потребна државна помош кон зелената транзиција на компаниите. Така да колку и да кошта, тоа ќе мора да биде составен дел на иднината на тие компании. За жал, ако се трошоци направени, да пробаме да разговараме со владата за поволни кредити, за начин како тоа да се направи, за да таа транзиција биде полесна. Дека мора брзо да се действува, посочува и најавата дека Европската Унија ќе ја прошири таксата и за други индустрии, меѓу кои се текстилната, хемиската, за пластика и за целулоза и хартија. Од Европската инвестициона банка најавуваат помош при зелената транзиција, но предупредуваат дека добар дел од компаниите не се свесни од придобивките од ова. Recent findings from our EIB survey show that around about 40% of Macedonian companies still lack knowledge of the green economy. Yet the awareness seems to be rising. 27% of Macedonian companies acknowledge that green investments can make them more competitive, and around 30% see that their revenues can grow. Според ЕИП, овие инвестиции можат сериозно да влијаат врз големување на извозот на македонските компании.